Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојавте во новото издание на Тавоординација. Мој вечерашен гостин е доктор Магдалена Лукаровска, дерматовенеролог. Докторке, добро вечер и добро ни дојавте повторно во Тавоординација. Благодарам на поканата. Се немаме видено од летото, но се надевам дека во наредниот период ќе ни бидете почест гостин. Се надевам и јас. Вечер вас зборуваме за атописки дерматитис. Што представува ова заболување и каде најчесто го имаме? Атопискиот дерматитис по дефиниција представува едно хронично, повторувачко, инфламаторно заболување на кожата. Тоа значи дека може да има хроничен тек и дека се повторува. Значи, едно време ќе ги снема симптомите на атопискиот дерматит, меѓутоа после извесен период повторно може да се појават. Самиот збор атопија означува дека има генетска предиспозиција имунолошкиот систем на организмот да реагира многу бурно, значи хиперсензитивно, побрзо кон одредени фактори од средината кои што не обкружуваат. Тие фактори, например, кај поголем дел од популацијата не прават никаква реакција во организмот, меѓутоа оние кои што имаат атописки дерматит, значи прават реакции во смисла на имунолошкиот систем и се појавуваат, например, алергиска реакција на кожата, на слузницата на гастроинтестиналниот тракт или на дишните патишта и на белите дробови. Од тука ги имаме, значи, алергискиот риноконјуктивит, потоа алергијата на храна, алергиската астма, уртикаријата и атопискиот дерматит. Многу често атопискиот дерматит се заменува како екзем. Да, тој е во групата на екземи, меѓутоа е многу поразличен во однос на другите типови на екзем. Ако, например, еден од родителите има атописки дерматит, тоа значи дека 30% се шансите детето да има атописки дерматит, а доколку и двајцата родители пак имаат атописки дерматит, веројатноста е многу поголема. Дури некаде околу 70% се шансите дека нивното дете ќе добие атописки дерматит. Така, што представува атопијата? Атопијата, значи, е она што го реков како генетска предиспозиција за организмот, неговиот имунолошки систем многу брзо, многу бурно да реагира на тие фактори од околината кои што ние ги означуваме како алергени. Во однос на самиот механизам како настанува, тоа не е едноставна болест, значи тоа е можне сложен механизам во кој што се вклучени повеќе фактори. Значи спомнавме генетската предиспозиција, потоа нарушен имунолошки систем, самата кожа е населена со одредени патогени микроорганизми и крајно конституцијата, односно психосоматската конституција на организмот. Сите овие 4 причини се меѓусебно поврзани и се вклучени во механизмот на атопискиот дерматит. Докажано е дека постои мутација на одреден ген. Тоа е генот за филагрин. Филагринот е протеин кој што е битен за бариерата на кожата, односно за бариерната функција на кожата. И кога има негова мутација, самата бариерна функција не е правилна. Значи, кожата дозволува полесно да навлезат микроорганизми, потоа иритантни субстанции, излегува повеќе вода од кожата на надворешната средина и кожата е сува. И тоа е едно од компонентите на атопискиот дерматитис. Исто така, кај тие луѓе кои што имаат атописки дерматит, кај нив има повеќе IgE антитела и други цитокини кои што исто како крајен резултат доведуваат до нарушување на бариерната функција на кожата. Значи, тие се две хипотези кои едната вели дека е генетскиот фактор првобитен, а втората вели дека е битна бариерната функција, меѓутоа тие две работи се надополнуваат една со друга.
Во однос на патогенезата, значи кај атопискиот дерматит се создава еден затворен круг, еден магичен круг. Имаме сува кожа, која што е склона полесно да навлегуваат алергени, патогени микроорганизми. Таа сува кожа значи ќе доведе да се појават тие алергиски реакции. Тие алергиски реакции ќе доведат до една инфламирана кожа и тоа ќе доведе до чешање. Чешањето повторно ќе доведе до груба кожа, до сува кожа и тој круг овде се врати и затоа е многу битно лекарите кои што го лекуваат атопискиот дерматит да им објаснат на родителите каква е таа патогенеза, значи каква болест е атопискиот дерматит, за да можат и тие самите да им помогнат на своите деца кои што имаат атописки дерматит, тој круг да се прекине и да може значи тие екзацербации или влошување на болеста да бидат поретки. Така, спомнавте генетски предиспозиции како еден од ризик факторите, но што е со причината? Која е причината значи, зашто се причината увади? не е јасно кажана дека токму генетскиот фактор е. Значи тоа е се склоп од околности. И генетската предиспозиција, и нарушениот имунитет, меѓутоа нема јасно кажано дека за нарушениот имунитет причина е тоа и тоа. Значи се уште се истражува, меѓутоа мора да постојат тие компоненти за да се појави атопискиот дерматитис. И тие луѓе кои што имаат атописки дерматитис не значи меѓутоа кај нив е поголема веројатноста да здобијат и други алергиски реакции кои што ги набројав, значи или алергиска астма, или алергиски риноконјуктивит, или алергија на храна, меѓутоа алергијата на храна не е причина за да се појави атопискиот дерматитис. Значи постои веројатност дека некој од нив во текот на животот ќе може да се здобие со некои други алергиски болести. Така, а каква е клиничката слика? Клиничката слика зависи од возраста кај пациентите. Најчесто алергискиот дерматитис се јавува од 6-тиот месец од раѓањето, значи тоа се доенчињата. И кај нив самата клиничка слика започнува на обравчењата. Значи тие се најпрви кај кои што се појавува алергискиот дерматитис. Кожата на образите е зацрвенета, сува, рапава, можат да се појават мали брунчиња исполнети со бистра течност, кои што можат да прснат па да се појават како крустички и обично се појавува чешање. Значи, самите тие знаат некогаш да се ги трлат обравчињата и затоа е потребно родителите да им стават ракавички за да се спречи тоа чешање, за да не се дополнително оштети кожата. Кога кожата е оштетена, таа е веќе влезна врата за да се појави инфекција. И тоа најчесто стафилококус аурес, кој што инфекција мора да се лекува за да не се прошири понатаму. Освен образите, може значи такви промени да се појават и на телото. Како што расте детето, во тој период на предшколска возраст, промените се застапени на предните страни на рацете и на нозете, значи повторно со црвенило, со брунчиња, значи со влажна, па до сува, рапава кожа. И доколку самиот клинички тек е хроничен, на некои места може кожата да биде и груба, и задебелена, сива, тоа е како лихенификација. Како што поминуваш во школската возраст, многу од децата во тој период веќе добиваат и подобрување. Значи може да се каже дека децата ги надраснале симптомите на атопискиот дерматитис, меѓутоа кај некој, значи наместо однапред се веќе префрлаат, така кажано, симптомите на страни на внатрешните страни на лактите, на колената, значи флексорно, и таму се локализираат. Меѓутоа може да се појават знаци и на дланките и на стапалата, па имаме една упорна клиничка слика на чешање на рацете, сува кожа, испукана кожа и исто влезна врата за инфекции. Исто и кај лицето, наместо црвени обравчиња,
чешање, кај нив се појавуваат тие груба црвена кожа на капаците, ночните капаци и на поедини делови на образите. Во возраста, значи во зрела возраст, тие промени се стрикно локализирани само на одредени делови и таму поизразено е чешањето. Она што е карактеристично за чешањето, тоа се јавува навечер. И децата се многу вознемирени. Значи, тоа чеша и тие не можат да спијат, доколку не се наспани, нели, тие се и надразливи и послабо концентрирани во училиштето, затоа е многу битно да се лекува чешањето. Родителот може да им помогне, значи покрај тоа што ќе добијат тие поддршка и соодветни лекови од докторот, лекарот, значи родителот може да им помогне на тој начин што се ставаат ладни облоги на местото каде што е чешањето. Потоа може да се аплицираат и локални кремови и да се користи облика која што е памучна. Значи, да нема волна, да нема синтетика, која што дополнително ќе ја иритира кожата. Значи, најбитно е ладни облоги и локални кремови кои што се препишани од доктор, но на кое што е како правило, златно правило, никогаш децата кои што имаат атописки дерматитис да не си легнуваат без претходно да ја намачкат целата кожа со соодветни хидратантни млека. Така, многумина знаат да кажат дека видливи се симптомите и можат лесно да се препознаат, но сигурно вие, дерматолозите, знаете да направите разликата. Како и на кој начин ја поставувате дијагнозата? Значи, дијагнозата за дијагностицирање потребно е нели прво преглед. Тоа е најбитен и анамнезата и постојат три главни дијагностички критериуми. Првиот е да имаат значи чешање, вториот е тоа што го спомнав, карактеристична локализација на и морфологија на промените на кожата. Исто така многу е битно да се земе фамилиарна анамнеза, значи дали во семејството поблиско, подалечно има некои кои што имале и атописки дерматит или некои други алергиски заболувања и понатаму постојат и помали критериуми. Многу од родителите сакаат да ги прават алерготестовите. Постојат нели алерготестови на храна и на инхалаторни алергени и прик тестови, тоа се прик тестовите или печ тестови кои што детектираат алергени со кои што доаѓаме во контакт. Меѓутоа, кај атопискиот дерматитис кожата и така веќе е чувствителна. Тие сите, значи прик тестови се изведуваат со гребење. Затоа се и прик, значи постои мал убод. Така да многу често се добиваат лажно позитивни резултати. Затоа треба со многу внимание кога се изведуваат тие алерготестови, за да се избегнат лажно позитивните резултати и преку крвта и преку прик тестовите. Во однос на други некои подетални испитувања, значи не се потребни, потребна е клиничката слика и ако веќе се сомневаме за некој алерген, тоа да се докаже. Така. Дали тоа значи дека спомнавте нели првите појави, првите симптоми, знаци на болеста и со тек на времето, значи тоа дека ова заболување не се лекува, дека останува до крајот на животот? Да, значи тоа има хронично повторувачки тек. Значи има останува до крајот на животот таа нарушена бариерна функција на кожата и целиот третман се сведува на тоа да се подобри функцијата на кожата, да се заштити од исушување и оштетување, за да ги немаме тие чести влошувања на атопискиот дерматит и да го избегнеме чешањето како битен симптом кој што го намалува квалитетот на животот, бидејќи се работи за деца кои што треба да одат на училиште, кои што треба да имат здрав и квалитетен начин на живот, значи треба да спортуваат, треба исто, значи лекарот да им каже кои физички активности треба да ги имаат, кои да ги избегнуваат, бидејќи и самото потење некогаш знае да ги влоши симптомите на атопискиот дерматитис.
Така, што е со третменот и со негата на кожата? конкретно? Најбитно е значи да се утврдат и да се одбегнат факторите кои што предизвикуваат екзацербација, кои што предизвикуваат влошување. Значи, јас ќе ги набројам најчестите фактори, тоа се на пример прво иритансите. Овде спаѓа сега студеното време, значи студениот воздух, меѓутоа и прегреаните и нечисти простории во смисла на загаден воздух, значи чадото од цигарите исто така можат да придонесат за влошување на атописките, значи симптоми, а потоа да се избегнува колку што е можно омекнувачите во перењето, а лиштата секогаш да се перат 2 пати кај оние кои што имаат значи атописки дерматит, да се избегнува носење на ткаенини кои што имаат волна, синтетски материјал, кои што се обоени црно, кои што се со боја кафеава или сина, затоа што самите пигменти исто така предизвикуваат иритација. Исто така, многу е битно да се обрне внимание на бањањето. Значи, бањањето треба да трае многу кратко, 10 до 15 минути, со млака вода, значи ни студена, ни премногу топла, и со колекција која што е строго наменета за атописка кожа. Значи, тоа се работи за маслени купки, кои што имаат соодветна пеха, како што е пеха на кожата. Исто така, од иритансите се и козметичките препарати, значи разни миризи, други млека за тела. Најбитно е кај тие деца, кај тие личности кои што имаат атописки дерматитис, да се употребува млеко за тело од истата козметичка линија, како што е маслената купка, за да може да се надополни самиот ефект. И исто така, и алергените можат да го предизвикаат, мислам да го влошат атопискиот дерматит, доколку се сомневаме за некоја храна, таа треба да се следи, меѓутоа значи не е стрикно да се исклучи. Ако во фамилијата постои анамнеза дека има алергија на кикирики, поголема е веројатноста и дека и детето ќе има алергија, меѓутоа пак треба да се следи. Не треба да им се забранува на децата одредени прехранбени продукти кои што се битни за физичкиот и за психичкиот развој, се додека значи за него немаме доказ преку алерготестовите дека тоа е причинителот и поради него се влошува атопискиот дерматит. Значи таму треба да се избегнува претежно на храна која што има конзерванси, бои, која што е нели брза храна и која што може да даде иритација. Исто така, значи, и стресот, значи дали ментален или физички стрес е многу битен да се намали, бидејќи самиот стрес знае да предизвика влошување на атопискиот дерматитис. Значи, тоа се фактори кои што се најчести. Исто би спомнала и домашната прашина за луѓе кои што веќе имаат докажано дека се алергични на домашна прашина, да се избегнуваат, значи оние плишени играчки, завеси, да може да се тргнат волнени теписи, значи се со цел да се намали експозицијата на детето кон таа домашна прашина, мувлите, полените, сите тие се како фактори кои што можат и да го провоцираат и да го влошуваат атопискиот дерматитис. И сега за терапијата, покрај терапијата дадена од лекарот, многу е битна, јас ќе кажам, и заедната комуникација со родителите да имаат подршка од лекарот, значи да разговараат, да споделуваат мислења, се организираат разни школи за атопискиот дерматит, за да може на родителите да им бидат подостапни информациите. Рековме дека е битно да се спречи чешањето, се даваат соодветни антихистаминици според возраста. Има понови генерации на антихистаминици кои што се избегнува седативниот ефект. Потоа се даваат топични кортикостероиди. Постои многу фобија од кортикостероидите. Меѓутоа, јас сакам да кажам дека доколку кортикостероидот се дава
за соодветна намена и доколку се употребува соодветно долго, тој не може да наштети на кожата, напротив, од него имаме многу добри резултати. Затоа лекарот според клиничката слика одбира кој потентен, бидејќи постојат 4 групи на мокност на кортикостероиди, одбира која група според мокноста ќе го даде на детето или на возрастниот со атописки дерматит. Значи битна е негата, ги спомнавме маслените купки, кои што имаат соодветна пеха и млеката за тела. И се разбира, значи доколку има потреба да се одбегнуваат одредени инхалаторни или нутритивни алергени. Значи тоа е во принцип почетната диагноза, терапија, меѓутоа ако не се смирува, понатаму има други топични кремови, како што се калцинеурин инхибитори, тие се понова генерација, дури и се значи има воведено и биолошка терапија која што е доста ефикасна за намалување на јадежот, односно на чешањето кај пациентите. Така, докторке, разбравме всушност дека со правилната нега на кожата, дека ќе имаме и непречено секојдневие на лицата кои што веќе го имаат за заболувањето или пореметувањето на кожата, со цел нормално функционирање на секојдневието. Тоа е најбитно, значи негата е да се заштити кожата од оштетување, затоа што на тој начин ќе го спречиме и инфицирањето на кожата, навлегување на стафилокок ауреус или пак на некои вирусни инфекции или на габички, што поретко се случува габичките да бидат населени на одредена кожна промена од атопискиот дерматит. Многу е битно да се земе бриз. Значи, доколку имаме веќе атописки дерматит со сомнителна инфекција, да се земе бриз и за да знаеме дали има потреба да се даде понатаму исто и антибиотик, кој што е многу битен за да се намали бројот на микроорганизмите и да може и самите лезии побрзо да исчезнат. Исто така во овој период е студено, меѓутоа ние знаеме да ги преоблекуваме децата. Тоа сакам да го кажам дека оние лица кои што имаат атописки дерматит не треба да се преоблекуваат, затоа што значи да се облекуваат слој по слој, слоевито, бидејќи самото прегревање на децата доведува до потење и до активирање на симптомите. Прво ќе се појави чешање, печешањето, оштетување на кожата и пак се враќаме на тој затворен магичен круг. Затоа сите оние информации кои што им требаат, значи можат да ги добијат од матичниот лекар или пак од лекарот кој што веќе го третира атопискиот дерматит и со заедна соработка да се овозможи по здрав живот на самите деца или на возрастните кои што имаат атописки дерматитис. Така, докторке, ви благодарам на исцрпните одговори. Се надевам дека гледачите кои што имаат потреба од советите, дека ќе ги пременуваат во иднина, во најмала рака, нели ќе се консултираат и со лекар. Да. Има многу што се зборува, но се надевам дека се она што имаат потреба, стојам на располагање и се што треба за понатамошни информации. Така, ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам на поканата и на вас. А вам, почитувани гледачи, ви благодарам што и вечер бевте со ТВ Ординација. Се гледаме наредната недела.